Застани! Не бегај! Застани! Застани, Джилетка Милов! Застани! Шула, на одлуките на твоето семејство не можам да се противам. Доколку единствено ова име услов за да се земеме, тогаш со голема среќа ќе прифатам. После толку време и после се она што преживеавме, овие 2 месеци ќе ми поминат како 2 минути. А и ти ќе бидеш на безбедно. Легнете долу! Бидете подалеку од прозорите! Сейд! Сейд! Джилил. Сейд! Сейд! Леле! Возот пристигна! Возот пристигна! Не заминувам пред да го видам, Сейд! Шула? Не заминувам пред да го видам! Шула? Сейд! 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 Татја! Добро си? Мора веднаш да заминеме од овде. Ќе се вратат со повеќе луѓе. Тогаш и вие доаѓате со нас. Не, така и вие ќе бидете во опасност. Шула, побрзај се, мола. Некој од хотелот не препозна и не издаде. Повеќе не смееме да останеме во градов. Јас одам по колата. Шула, возот пристигна. Джилил, внимавај. Те молам, Сейд, те молам, качете се во возов. Качете се во возов. Не, душа, мајка ти е во право. Ќе бидете посигурни таму без нас. Хајде. Сейд, не сакам да заминам. Шула, влези. За 2 месеци ќе дојдам кај тебе, влези, ајде. Сейд. За 2 месеци ќе дојдам по тебе да те земам. Те молам. Не сакам да проживеам уште 2 пеколни месеци, Сейд. Не сакам. Ништо нема да ни се случи. Шула, ајде. Многу те сакам. И јас многу те сакам. Многу те Многу сакам. те сакам. За 2 месеци ќе се видиме. Многу те сакам. И јас многу те сакам. Хајде. Многу те сакам. Немој да плачеш. Хајде, чувај ми се. Хајде, влези внатре. Чувај ми се. Чувај се. И ти.
Шула донесе правилна одлука. Го направи тоа што требаше. Со него ќе беше во голема опасност. Го остави Сеид затоа што се плашиш од смртта, Шула? Би ти било ли страв покрај него? Мамо, те молам, прости ми. Простете ми. Сите ве сакам. Шула. Не! Шула! Сеид, Полека, полека! држи ме. Сеид. Нина! Валентина, многу ве сакам. Немој да се плашиш, немој, Шула. Не се плашам. Не се плашам. Биди многу среќна. Љубов, Не се плашам. треба веднаш да се оддалечиме од тука. Хајде. Добро. Челил! Белки, ова нема да биде нашата последна средба со неа. Надја, како можеш такво нешто да кажеш? Ова што го направи Шула е неприфатливо. Леко мислено се препушти себе си на смртта. Шула донесе една одлука. Нема што да се направи, освен да се молиме за неа. Да се помолиме да биде среќна. Добро, што ќе му кажеме на Петро? Сега сигурно не чека во Новоросиска. Петро ли? Да. За да биде таму со нас, пред многу недели ја доби мојата дозвола. Мислев на Шула ќе биде подобро со него. Сигурна сум дека Шула во моментов многу подобро се чувствува. Тогаш уште повеќе се радувам што Шула се замина. Уште од самиот почеток ја присиливте Шула да направи нешто што таа не би го направила никогаш. Да, мила моја, така е. Внимавај. Ова патување ќе биде премногу долго. Премногу. Јас и моето семејство до денешен ден за оваа цел го државме секој даден збор пари, оружје. Помошта што ја даваше многу те чуваше, Петро Андрович. Значи некој се сомнева во твојата лојалност. Овие обвиненија ги сметам за навреда. Мојата лојалност е докажана. Јас реков дека може би некој се... За нашата цел, јас ќе ја докажа мојата лојалност. Ти заборави дека ние сме на иста страна, другар, но јас не заборавив. Ако ги докажеш твоите обвинувања, тогаш подготвен сум да го дадам мојот живот пред тој зид. Но доколку не можеш, тогаш ќе ми платиш за ова. Ти ќе стоиш пред тој зид, не заборавај. Уште не можам да верувам. Тие беа дојдени за вас да ве земат. Некој му го кажува нашиот план во детаји. Дали кажа некому дека ќе дојдеш кај мене? Важно е дали знаеше Миша. Но Миша... Втор пат се спасуваме од неговата стапица. Господ нека не чува од третото. Него нека го чува. Ако има шанса. Вие му бевте најдобри пријатели. Условите се сменија, Шула. Ова е една нова ера за секого. Ведувам, со своји раце ќе му ја дадам казната на Миша.
Полковник Сорокин, команданте. Смирете се. Препуштете ми се. Ке во однесем од тука пред некој да дојде. Да не одиме пребрзо? Добра ли си, мила моја? Добра ли си? Добра сум, добра. Ама се плашам да не привлечеме внимание. Мораме да одиме. Брзаме. Ако стигнеме до станицата пред да се стемни, можеби ќе успееме да го фатиме. Треба да застанеме некаде да ги замениме коњите. Колава нема да не однесе до таму. Да, во право си. Барем девојките ќе се одморат малку. Се ми е уште како во сон. Не чувствувам глад, замор, несоница, ништо. Оваа соба да биде чиста. Сакам да блеска. Мамо, собата е доволно чиста, секој ден ја чистиме. Не се мешајте, не ми се мешајте. Оваа соба ќе биде како цвет кога ќе дојде Сеид. Господја. Оваа соба сакам да биде чиста, Хаџер. Син ми кога ќе ја види својата соба, да знае дека го очекував со копнеш. Ќе бидам срекна ако мама не се разболи, чекајќи го Сеид. Само нека се врати жив и здрав. Амин. Бе, Боже. Ама ќе видиш, господјо Хаџер. Сеид нема да се врати сам, ќе видите. Ајде уште еднаш. Не можеш да го земеш марамчето од земја како што треба. Што ќе правиш после војната? Мајка веќе бара невеста за тебе, да знаеш. Мојата мила мајка. Има ли некој што ќе те приврзе за ова место? Има некоја? Има, нели? Да речеме дека постои една што направи да го почувствувам моето срце. Во Петровград ли е? Не. Ама прв пат не е за таму ја сретнав. Најмалата ќерка на една богата фамилија. Се вика Шула. Русинка. Нека ја се среќа. Меѓутоа се уште официјално не се запознаваме. А, не. Штом те втурна во длабок и мисли, очигледно дека оставила длабока трага врз тебе, бате. Бате, татко ми нема да се предомисли. Прерано е да се зборува за тоа. Ама лицето ти зборува друго. Изгледа тебе ништо не ти бега од очима. Ти си заљубен, бате. Погледни ме. Погледни ме. Како можеш така да разговараш со брат? Дојди вамо, дојди вамо. Лавчино. За да го земат тоа марамче, треба уште многу да се потрудат. Ајде, дојди, брате.
Бе, Кирко. Кирко. Јас да ги земам овие. Ти не се доближувај, доиш дете. Есма ќе го земе. Каде настина вака не разбрав? Како нема да настине на овој студ надворшите разголена? Ние доверуваме дете, но и самата е дете. И незе и треба даделка. До утре са бајле таа ќе оздрави, не грижете се, господјо. Нема да може со супа. Погледни, има температура. Да викнеме лекар. Нема потреба од лекар, нека се напие од леков и ќе оздрави. Дај Боже, слушни ме сега добро. Ако се разбуди детето да го чуваш. Добро, мамо. Ајде, убавице моја, исправи се малку. Имам вест. Го слушнав кочијашот Јусуф кога зборуваше. Мирза Мехмет Еминов им делел намирници на сите селани. Прашај ме зошто. Зошто? Дадениот завет за син му Сеид се остварил. Од војната се враќа дома здрав и жив. Ако се врати тој. И Челел ли се враќа? На вистина ли? Се разбира дека е вистина. И ти го најде вистинскиот момент да се разболиш. Ајде, убавице моја, исправи се сега. Ајде. Срам да ти е. Нашава девојка на вистина од љубов се разболела. Благодарам, господине. Благодарам, господине. Благодарам, господине. Благодарам. Двојно, дај им двојно, Джемал. Син ми нека се врати со беричет. Како ќе кажете, господине? Ви благодарам, господине. Од страф од бунтовниците не знае што да прави. Не му земај грев. После секое враќање на син му од војна тој раздава. Но ова не личи како другите. Мирза Мехмет секогаш постапувал правилно со нас. Од секогаш бил праведен. Ајде, остај тоа. Ние работевме, тој го изеде. Доволно е ноќе да има неколку доверливи луѓе, за да не се разбере. Вие, господине, не грижете се, јас веќе средив. Благодарам. Благодарам. Многу ви благодарам, многу. Благодарам, господине. Благодарам, господине. Ова работа ќе завршиме вечерва. Кога најмалку ќе очекуваат, ние ќе ги нападнеме. Целото семејство ли да го убиеме? Доволно е само Мирза Еминов да го симнеме. Ако замине ќе се сруши тврдината. Со задоволство би ја срушил. Ќе видиме. Не сакам, ти ќе замрзнеш. Добро сум јас, не грижи се за мене. Откако ќе се качиме во возот, уште колку дена ќе патуваме? Ако се оди добро, за една недела сме во Алушта. Едва чекам да го запознаам твоето семејство. Татја? Татја, добро си? Добра сум. Джелил, застани малку. Джелил! Да не застануваме, да продолжиме. Добра ли си? Да не си болна? Добра сум. Од патот ми е. Ајде да продолжиме, инаку ќе го пропуштиме возот. Иди, ако не си добра да застанеме, ќе одмориш баре малку. Гладна е, затоа и се слуши. Добра сум, не грижи се. Ќе застанеме на некое безбедно место. Ќе јадеме и ќе се одмориме малку. Ако ти се слоши, веднаш кажи ми. Во ред, душа. Остане уште малку, татја. Издржи. На крајот од овој пат има пролет. Ние имаме соништа. Со месеци далеко од нашите сакани. За времето што го поминавме, сега ќе бидеме наградени. Да, последната препрека. Да, завршуваат лошите денови. Ха-ха.
Алушта. Толку сум љубопитна за тоа место. Нашата свадба ќе биде на љубава во Алушта. Може би ќе правиме заедничка свадба? Сејд, што велиш? Зошто да не? Само нека биде недоброто. Петро. Петро, страшно беше. Помислив дека ќе не убијат. Добро, добро. На безбедност. Нема да има повеќе такво нешто. Но сега мора да заминете од тука. Мора да го напуштите градот, тато. Се срамам од тебе. Подобро ќе беше да умреше во војната како почесен војник на царот. Андре, што зборуваш ти? Но и тоа не успеа да го направиш. Јас од денот кога одлучив да ја напуштам војската, достојно му служев на царот. Кога беше принуден да дадеш оставка, мораше да се здружи со бунтовниците. Бидејќи беше принуден на оставка. Андре, што зборуваш? Ајде сега кажи ми ја целата вистина да ја знам, другар. Сакам да знам што направи во војната, раскажи ми смирено. Зашто падна ниско во моите очи. Кажи ми дека за твојата чест должник си му на Курт Сејд. Ке го убијам со своји раце. Тој прв дозна за предавството. Тој наста нема никаква врска со ова. Значи навистина постои таков случај. Петро? Ти самиот себе пребрзо се издаде. Поручникот Еминов до крај ги негираше сите наши сомнежи за ова. Те бранеше со негова чест. Бидејќи тој знае секогаш да излезе херој. Не сакам ништо да знам за тоа. Откако дознав дека мојот син е предавник, кој го предаде семејството, државата, ништо повеќе не ми е важно. Јас го спаси вашиот живот. Предпочитам да умрам. Сето она што го поседуваш кога ќе го изгубиш, ќе разбереш што сакам да направам за тебе. Не сакам твоето лице да го видам повеќе. Андреј. Петро. Подгответе ги моите работи. Одам на долг пат. Петро. Каде ќе одиш, Петро? Не го дозволувам тоа. Јас ви кажав, ако сакате да живеете, мора веднаш да напуштите оваа куќа. Нема да одиме никаде и ти нема да одиш. Мамо, те молам дозволи ми малку да размислам. Синко, поминавме многу тешка вечер. Татко ти не е при себен, не знае што зборува, лошо не третира. Малку да се смири. Сеј ќе биде во ред, синко. Драга мамо, син ти Петро вечерва умре во оваа куќа. Не. Погребот беше пред малку кога ме плукна. Повеќе не останувам. И вие побрзајте. Каде ќе одиш? Подобро е ти да не го знаеш тоа. Но,
Јас морам веднаш да исчезнам. Мамо, Сакам да го земеш ова со тебе. имам пари. Земи ги сите, синко. Тебе повеќе ќе ти требаат. Ти благодарам. И не умре. Ти нема да умреш. Кажи. Уште од првиот ден кога те запознав, мислам на едно прашање. Се прашувам, што направив јас за да бидам достоен за твојата љубов? Што направив? Најпрво, како мајстор за оружје, ги испробавте вашите очи на мене, поручниче. Го погодивте моето срце. Потоа ме заробивте со вашата љубов. Можеше да бидеш покрај твоето семејство и под заштита на генералот. Го знаеш тоа, нели? Сега можеше да спиеш во твојот топл кревет. Оваа љубов, ако е провалија, а на дното си ти, ќе скокнам сејт. Без тебе оваа љубов е невозможна. Ако твоите очи не допираат до моите, тогаш не можам да видам ништо на овој свет. Без твоето срце, моето не трепери. Твоето срце за секогаш е во мене. Секогаш. Со тебе доживувам нешто што никогаш не сум го доживел. Ќе станеме ли? Ајде. Ако се одморивте, добро да тргнеме на пат. Се извинувам. Не сакав да ве прекинам во разговорот. Но мора да стигнеме до возот. Ајде.
Се уште не можам да поверувам. Како можеше да скокнеш од возот? Повели, господине. Да ти се позлатат раците. На здравје. Што ти е, господине Мехмет? Ништо не ми е. Тогаш нека ти се насмевне лицето. Нашиот сеј се враќа. Можеме да се потпреме на него. Нека дојде со добро. Амин. Зошто си вознемирен? Откако го прими писмото, има нешто што те вознемирува? Ајде, испразни ја душата. Сакам да знам што е тоа што те мачи. Ајде. Имал едно ветување што му значи тоа, Захиде. Сака да ни каже дека дал збор на некого. На кого можел да му се вети освен на неговата земја и огништето? Се надевал дека војната може да смени некој предрасуди. Што значи тоа? Јас тоа не можам ниту да го изговорам, но изгледа дека нашиот сајд ке не стави пред свршен чин. Син ти нема да направи ништо за да те изненади. Дај Боже. Но ако направи било каква грешка, ние ќе го прегрнеме него. Ке чекаме да ја поправи грешката што ја направил. Ако Саид направи таква грешка, значи не ми го почитува зборот. Така да знаеш, госпоđо Захиде. Тука има место. Поминете се. Удобно ли ти е? Дозволете јас да одам на пат, другар. Јас да ги спречам царските кучиња. Сега сакаш да излезеш од сенката, за да се докажеш, тоа ли го сакаш? Не да се докажам. Денес е светол ден. Народот победи. Ден на одговорноста. Знам да се борам добро колку и тие. Дозволи ми. Дозволи да се организирам. Сам да ги соберам луѓето. Сам да најдам оружје. Да тргнам по нив. Подобро ги познаваш и нив и јужниот. Тогаш јас да бидам покрај нив. Ти ни требаш во градот, другар. Петро Андреевич може сам да ја среди оваа работа. Сакам само една работа од вас. Нема да знаат за мене додека не излезам пред нив. Додека не ги донесам нивните тела, моето име е Микаел Сорокин. Тоа е нивниот пријател во затвор. Така нека биде, другар Миша. Среќен ти пат.
Внимателно. Внимавајте. Ајде. Полека. Ајде. Одигни го. Синко, полека. Реков, внимавајте. Спуштете го полека. Затворете го капакот. Дај Боже да не се јави потреба да ги користиме овие. Да се надеваме, но наскоро настаните што ќе следат, сите како што зборуваат дека... За секој случај ние треба да бидеме предпазливи зашто огло што пламна да не зафати нас, да не фати на спиење. Добро ли, синко? Добро, тато. Ајде да си одиме. Господ нека ви на помош. Осман? Тато. Додека има време да се спакуваме да заминеме за Турција. Се плашам, тато. Од тоа што ќе се случи. Не за мене. Се плашам за жените. За децата се плашам. Лоши денови се пред врата, тато. Ако се плашиш да се бориш за твојата земја, тога следен ти пат, Махмуд. Земи го семејството и оди каде сакаш. Јас не одам никаде. Осман, што правиш ти? Синко. Осман, сине. Господине, што се случи? Добре ли сте? Не ми е ништо. Одете, фатете го тој предавник. Дојди, синко. Ворете, синко. Ке те убиеше. Ворете, синко, помина. Ворете. Ке те убиеше, тато. Добре, синко, помина. Ке те убиеше, тато. Помина, синко. Помина. Ке те убиеше. Донеси чаша вода. Кажер?